Благодарам председателе, почитувани колеги и пратеници, почитуван заменик министер, почитувана македонска јавност. Очекувано беше дека и овој амандман ќе биде одбиен, впрочем тоа се случуваше и со сите оние амандмани кои ги поднесо до сега, затоа што имаме веќе печатно чувство дека се оно што се предлага како амандман за кратко дека треба да биде одбиено. Причината за која го поднесов овој амандман и за која сега сакам да го образложам е следнава. Со предлог на буџетот за кој водиме амандманска расправа, се намалуват блок дотациите на две институции, од като тоа е Музеот и Културниот дом, со што се доведува во прашање нивното работење. Иако овие две институции исклучиво работат на заштита на културното наследство во Кратово. Кога зборувам за Кратово, сакам да ви кажам, сигурно дека знаете, дека Кратово уште се нарекува град музеј. А се нарекува град музеј затоа што располага со огромно богатство на културно наследство. Познат е Кратово како град на мостови кули. Е препознативо за град на мостови кули затоа што има многу кули, а исто така и многу мостови. Но во ова прилика сакам да ви кажам дека покрај овие историски споменици и објекти, уште Кратово располага и со други историски споменици, објекти, а тоа е со подземни тунели. Се претпоставува дека вакви подземни тунели единствено ги има во Кратово, односно ретко на Балканот. Сите овие објекти се градени во средниот век и имат национално значење, историско значење. И заради големата важност значење, овие објекти се ставени под заштита на законот. Со законот за заштита на културното наследство точно е кажано како треба да бидат заштитени овие објекти. Меѓутоа, почитувани колеги, сакам да ви кажам дека и покрај овој закон, ова собрание има донесено уште еден закон, кој се вика Закон за прогласување на старото градско јадро на Кратово за културно наследство од особено значење. Значи, за овие историски споменици имаме два закона. Меѓутоа, ако појдете во Кратово, драго ќе ми биде да дојдете во Кратово и да ги погледате овие историски споменици, ќе бидете максимално разочарани. Зошто? Затоа што овие споменици се оставени на забот на времето. За овие споменици, особено во овие последни 7 години, никој не води сметка за нивното одржување. Со овие два закона точно е кажано кои се надежностите и кој треба да ги одржува овие споменици. Да не ви го сега цитирам закон, да не одзимам многу време, само ќе ви кажам дека тоа е Министерството за култура и националната институција, Националниот конзерваторски центар. Исклучиво Националниот конзерваторски центар има надлежност да ги посети, односно да ја следи состојбата на културно-историските споменици и доколку констатира дека се во фаза на распаѓање, да предложи соодветни мерки. А тие мерки се однесуваат или на санација, зависи од степенот на оштетувањето на објектите, или се однесува на реставрација или на конзервацијата. Пак ви повторувам, ви кажувам дека ќе бидете крајно максимално разочарани. Така да ова што пред малку го слушав од колешкава, дека навистина е посветено големо внимание на развојот на културата со овој буџет, јас ви кажувам дека за Кратово ово министерство тотално ништо не предвидува и практично културата се уништува. Тоа добро го запомнете. Ова не сакам да ви го кажам многу честно, многу поштено, за да се уверите, поете во Кратово ќе видите. Ќе видите како
еден од тие позначајни мостови. А зошто, еве и тоа да дам објаснување, зошто се ставени мостовите под заштита? Затоа што имат карактеристична градба, специфични сводови и сите, порано беше пракса да оние студенти кои што студират на Македонски факултет да доаѓат и по неколку дена да седат да ги гледат. Еден од тие, сите се во критична фаза на спаѓање, а едниот мост во Табачка мала, како ние викаме, се очекува секој ден да падне, може да не кажем и утре или задутре и така натаму. Понатаму, исто така имаме една кула која што и таа во фаза на распаѓање. И затоа гледам овдека воопшто не се споменува Кратово, а да не кажам Кратово е препознато баш по тоа културно наследство. И морам да ви кажам и ова дека навистина граѓаните во Кратово се доста разочарани. Ја не можам да сватам за 7 години да еден министер, не зборам само за актуелната министерка, но и за претходните, да не може да најдат време да дојдат да ги посетат овие културно-историски споменици. Иако Кратово, Скопје е оддалечено за сат и по. И навистина ово го кажам како кратовчанец, мислам треба да ме сватите, да ме разберете. Доаѓаат дипломати, доаѓаат амбасадори, доаѓаат страни туристи и сите се задоволни од оно што гледат. Меѓутоа, за жал, еве, немаме разбирање со Министерството за култура и уште по мене најодговорна е таа национална институција, Националниот конзерваторски центар. И може и на пострамајка, еве, Диме ми дофрла, повелете, заедно ќе седнеме и ќе ве поведам, ќе им биде почесен гостин. Но сакам да ви кажам уште еднаш ова. Има голема шанса, перспектива, предуслови Кратово да стане туристичка дестинација. Ама за тоа ќе треба да се погрижи и државата. Средствата исклучиво треба да ги обезбедим владата, државата. И на крајот пак ќе кажам дека граѓаните од Кратово се гневни, поднесо повеќе амандмани, не се дават пари и средства за решавање на комуналните објекти, не се дават средства за решавање на инфраструктурните проблеми, проекти, не се дават средства еве сега за зачувување на овие споменици. И затоа велам, еве се удира и по буџетот на овие институциите, и затоа велам дека граѓаните се гневни, но очекувајте дека на 8 мај граѓаните ќе ви вратат, ќе ви платат добро за овие не добри, штетни, катастрофално лоши политики што ги води ова влада према Кратово. Благодарам.